Американскиот претседател Доналд Трамп се исклучи од заедничката декларација на Г7, го напушти самитот во канадски Квебек и на враќање дома на Твитер го нападна канадскиот премиер и домаќин на средбата Џастин Трудо. Врз основа на лажните изјави на Џастин на неговата пресконференција и фактот дека Канада им наплаќа огромни царини на американските земјоделци, работници и компании, им наложив на американските представници да не го подпишуваат комуникето додека ги разгледуваме тарифите на автомобилите што го преплавуваат пазарот на САД. Американските медиуми пишуваат дека нападот без преседан врз лидер на земја сосед или сојузник на САД уследил откако Трудо образложил на пресконференција зошто е тешко да се постигне напредок во однос на трговскиот договор нафта. I highlighted that it was not helping in our renegotiation of NAFTA. Нагласив дека тоа не име од помош на преговорите за нафта и дека со жалење, но истовремено со апсолутна сигурност и цврстина ќе пристапиме кон возвратни мерки на 1 јули и ќе воспоставиме еквивалентни тарифи на тие што ни ги наметна американците неправедно. Трамп напиша на Твитер и дека Трудо за време на средбите изгледал толку кротко и љубезно, а штом тој заминал, на пресконференција кажал дека американските тарифи се навредливи и дека никој него нема да го потурнува. Многу нечесно и бедно, напиша Трамп и додаде дека тарифите се одговор на канадските царини од 270% на млечните производи од САД. Тоа спореди Америка со касичката што сите ја плячкаат. Препукувањето уследи откако лидерите на Г7 вчера постигнаа договор и потпишаа заедничка декларација дека во трговијата не смее да има протекционизам. Трамп исто така се одвои од другите 6 земји по тоа што побара Русија да се врати во групата, на што се спротивставија европските сојузници кои оценија дека под настаните на Крим и на истокот на Украина Москва се уште не го сменила однесувањето, иако најколеблив од сите беше новиот италијански премиер Џузепе Конте.